Не сака да се соочи со опозицијата, ниту пак си има соочено со народот, а сака да сиди во најмокната фотелја во власта и да раководи со државата. Премиерот Ковачевски, пред да подпишува договори вредни милијарди евра и да менува устав, треба да излезе пред народот и да си го провери сопствениот легитимитет, сметаат дел од експертите. Не само што тоа не го прави, туку и бега од тебе соочување со опозицијскиот лидер Мицковски. Ковачевски и неговиот тим веќе неколку дена молчат за понудата на првиот човек на ВМРО ДПМН за јавен дуел, особено за договорот за коридорите. Дел од експертите се согласни дека тој нема никаков легитимитет. На идните избори народот ќе си го одбера својот водич по сопствена желба, а не наметнат наследник. Легитимитет нема, бидејќи не добил директно избори, не победил на едни парламентарни избори, па потоа да формира парламентарно мнозинство, како што се црпи легитимитетот директно од граѓаните во сите нормални европски развиени демократи. Па од тука мислам дека во таа насока треба да си го провери легитимитетот, но мислам дека и доколку и да нема предвремени парламентарни избори оваа година, наредната година дефинитивно ќе има соочување за избор на нов парламентарен состав, односно ќе има класично мерење на силите на легитимитетот на актуелниот премиер, кој стана премиер на Македонија како наследник на Зоран Заев. Може ли наследникот што си го постави Заев не само да троши огромни суми на пари, туку и да ги вметнува бугарите во уставот, да преговара за бришење на формулацијата 20%, да менува цели учебни програми, да брише и додава предмети во училиштата? Универзитетскиот професор Јанкуловски за Алфа вели дека владата живее во филмот, дека големите лидери носат големи одлуки. Таков бил и Заев, таков најверојатно и Ковачевски, а со нивните одлуки веќе 6 години не се согласува народот. Народот очигледно не е со нив, не беше ни со референдумот за промена на името, не беше ни со договорот за добрососедство, не е ни сега за внесувањето на бугарите во уставот. Инаку Ковачевски седна на местото на Заев кон крајот на 2021 година, откако по поразот на локалните избори, тогашниот прв човек на владата и на СРСМ си даде оставка. Ковачевски е директен избор на Заев и не е избран на непосредни избори.